Струмичките гимназијалци го свртеа вниманието на бугарската јавност со своите проекти за перспективите на Коридорот 8. Нивните размислувања го воодушевија жирито на конкурсот на Фондацијата Бугарска памет на доктор Милан Врабевски. На надпреварот кој што се одржа од четврток до недела, учествуваа 35 ученици поделени во тимови, од кои 3 тима брилираа освојувајќи ги 3 први награди, а еден освои утешна награда. Дадоа такви идеи кои би можеле да значат подобрување на добрососедските, културните, економските услови во овие земји. Најмногу се задржавме на 4, значи Бугарија, Македонија, Албанија и Италија, низ кои што минува трасата на Коридор 8, што мислам дека некои од нив како готови проекти може да се преземат директно и да се применат со цел подобрување на економската и добрососедската ситуација во регионот. Менторите велат дека децата сами си ја сработиле задачата и нивните свежи, но крајно практични и иновативни идеи буквално ги запрепастиле, па нивната задача во процесот на подготовка бил главно координација и водење, додека учениците покажале голем ентузијазам и потенцијал. Учениците кои ја одбрав во проектната задача за пишување на есеи и за презентација на самиот есеј, тие сами обмислија како ќе го пишуваат есеот, кои ќе бидат целите на есеот и самата презентација. Точно дека дававме чекори, упатствија како да го направат целиот проект, поточно есеот и презентацијата, но нивната замисла беше клучна. Учениците велат дека се подготвувале повеќе од 2 месеца, истражувале, размислувале и ги поделиле задачите за да изработат квалитетни проекти. Во тимот што освои прво место се Анета Манева, Костаке Ќосев и Теодора Дузлеска, а ментори им се професорките Јованка Михаиловик и Билјана Костадинова. Тие покрај креативниот есеј интервјуирале и повеќе јавни личности за значењето на Коридорот 8, меѓу кои и премиерот. Напорно работевме последните 2 месеци и изработивме и макети и исто така и флаери, бидејќи ние во нашата презентација беше разгледувано од повеќе аспекти, од географски, патен, економски и политички. И правевме интервјуа со нашиот професор по географија од географската гледна точка Костадин Каракаляшев, потоа од економски аспект бевме со Зоран Витанов, односно тоа е финансиски консултант, потоа имавме од патна гледна точка со Зоран Китанов и најважно не беше од политичката гледна точка со господинот Зоран Заев. Второто место го освоил тимот на Коста Михајлов, Христина Палазова, Сања Петрова и Олја Харистова, кои што направиле споредба како изгледаат во моментов патиштата и што треба да представува Коридорот 8. Нашиот тим освои втората награда на овој конкурс, благодарение на нашите менторки Јованка Михаиловик и Даница Палазова. Нашата тема беше Коридор 8, главно транспортна артерија Исток-Запад, и во есеот и самата презентација сакавме да го презентираме моменталната состојба на патиштата, колкав дел од коридорот е изграден и како тој би требало да изгледа. И имавме на крајот на нашата презентација имавме една идеја, односно предлог, One Stop Control, со што би се скратило времето на чекање на граничните премини, односно би имале еден пункт со двајца царинарници од двете соседни држави. Тимот на Струмичката гимназија настапи и со визионерски проекти. Изработиле апликации за улесне царински и граничен проток на стоките долж Коридорот 8. За оваа идеја Ева Ангелова, Ева Ставрева, Слободанка Караманова и Ирена Илиева под менторство на професорките Македонка Манушева и Стаменка Џорлева го освоија 3-то место. Ние во нашата презентација најпрво креативно го објаснивме коридорот, а потоа се фокусиравме на нашата идеја, односно на апликација. Нашата апликација ги содржи сите потребни документи, односно досега секоја царина која што поминува се пополнува рачно. Сега со нашата идеја ние сакавме да воведеме нов метод со помош на технологијата, така што со помош на апликацијата ќе бидат сите документи внесени и ќе се пополнуваат со еден клик од управителот на стоката. Коридорот 8 како главна патна артерија во овој дел од Европа учениците го замислуваат и како одлична можност за развој на туризмот. За таа цел направиле проект за етно село, а според жирито и оваа е една од најдобрите идеи на надпреварот,
со што е наградена со утешна награда. Нашата презентација се состоеше во комплекс, етнокомплекс кој се наоѓа на територија на Република Македонија до штраста на трите земји кои учествуваат во Коридор 8, Република Македонија, Република Бугарија и Република Албанија. Ово е втор конкурс на фондацијата Бугарска памет на кој што учествуваат ученици од гимназијата Јане Сандански.